кај нас се случува еден преседан во светската политика, каде што имаме една состојба на политички вакуум. Две исти политички гарнитури ја владеат државата, го владеат народот. Значи, они не се на власт за да направат подобро. Зборувам за раководството на ВМРО, ДПМН и на Социјалдемократскиот сојуз, туку идат на власт за да бидат на власт. Они почнаа да подпишуваат секакви договори, преговори, да водат, да акцептираат странски притисоци, нешто што е незамисливо во нормална држава. Значи, амбасадор на представник на странска држава се знае кои му се надлежностите. Не може да се поставува над политичките структури кои што го кројат целокупниот живот во државата. Да имаме на власт луѓе кои што беа членови на УЧК, денеска да бидат на позиција на министри, на пратеници, да носат закони, да уредуваат систем, никогаш да не биде направен попис. Значи, они, како малцинство во Македонија, никогаш не се попише, не се знае точната нивна бројка. И зашто разговараме ние денес овде? Значи, имаме проблем кој што никој не го спомнува. Македонскиот народ, принуден од економски аспект, значи од стандардот кој што го живее овде, од немај каде, беше присилен да се иселува и на некој начин се направи вештачки демографски бум во Македонија, да се форсира од една страна, значи малцинството, од друга страна мнозинството биде принудувано да по секој начин да бара основ за да бега надвор по гола екзистенција. Главната поета ќе биде ставена на тоа да се формира еден генерален совет на македонците со учество на представници на македонците од Беломорска Македонија, на македонците од Пиринска Македонија, од Голубард, од Пустец гора, што значи вклучително македонците муслимани, со по најмалку еден представник од македонците од Австралија, Америка, Канада и Европа, како и со неколку представници од овде, од матичната држава, за да се створи агенда која што ќе биде срочена во некаде едно 19 точки прилика, кои што ќе значат одбрана на македонските национални интереси, на интересите на македонскиот народ, секаде каде што го има. Па имаме една парадоксална ситуација. Ние имаме председател на држава, кој што и покрај тоа гледа дека актуелната влада ги носи работите кон измени повторно на уставот, он молчи. После 70-80 годишна индоктринација на македонскиот народ од страна на МАНУ, од страна на актуелните политички раководства, без разлика дали во бивша Југославија комунистичкиот систем или од 91 навака. Редно време е македонскиот народ да се свести и да застане исправено во одбрана на сопствените национални интереси. Бранење на Груевски, бранење на Заев, не е бранење на национален интерес. Постои разлика, разликата мора да биде направена.